Почитување. Поминаа повеќе од 6 години откако група на млади луѓе излегоа на протести кои што станаа после тоа познати како Шарената револуција. Тие беа резултат на тогашната донесена одлука од претседателот Ѓорѓе Иванов за аболиција на осомничени и обвинети во аферата за незаконско прислушување. Гостинка во нашето неделно интервју е една од борците во првите редови, а тоа е актерката Симона Спировска. Спировска, помина неколку години по твојот рецитал о пресветол Николај пред собранието на Шарената револуција. Од денешен агол, што се смени на подобро, а што на полошо? За да си ги конкретизирам овие што подобро, што полошо, сегаш ми тикна на настани иницијативи, такви ствари кои што, односно примери, низ кои што можеме да збориме за овие две теми. Ајде да почнеме со убавата. Воспоставување на малите групни домови, односно затварање на големите домови за деца без родители кои што не ги штитаа сопствените штитеници. Потоа колективниот договор за култура, прогласување на Шар-планина за национален парк прв после 70 години, Законот за заштита од дискриминација, да тие се тие што ми текнува сега, и па како размислувам, тоа се се некакви изблици, односно ова не се резултати на променет систем, на воспоставен друг нов систем на вредности, кој што ќе овозможи ова да не биде изблик, туку да се развива во континуитет и да предизвика лавина од други вакви позитивни примери. А негативни, се она што не се сменило на подобро, сметам дека се сменило на полошо. Од денешна гледна точка, што најмногу ти пречеше во изминативе години? Ми пречи тоа што не се, како што веќе кажав, тоа што не се воспостави нов систем низ кој што ќе се дојде до правдата, што толку очајно си да очекуваме и ја посакуваме. Тоа што има дежурни кривци кои што се шетаат од келија до суд, од суд во домашен притвор и вака и обратно, во зависност од другите одлуки на судот или од одлуките кои што ги носи владата или одлуките изгласани на парламент, без разлика. За да се прикрие нешто, постои дежурен кривец, во последниве години тоа е Милјана Киевски, кој што се шета од суд дома, од дома во притвор, од притвор во домашен притвор, во зависност од потребите. Една од паролите на протестите беше нема правда, нема мир. Дали денеска има правда? Стевчо е градоначалник на Карпош, нема правда. Стевчо не требаше да биде градоначалник. Тој е еден од оние кој требаше да одговара. Тој човек денес е градоначалник на Карпош. Дел од луѓето кои беа во првите редови во Шарената револуција во текот на времето станаа дел од системот, дел од извршната власт, дел од законодавната. Некои беа пратеници, некои станаа директори во разни институции. Колку од денешен агол си задоволна од нивната инволвираност во системот? За жал, не ја донеса промената која сакаа да ја донесат и самите. Не знам какво е сега расположението таму и не знам како размислуваат сега. Ама промената за која се залага, мислам дека беа во голема мера оневозможени заради воспоставениот систем кој што на партии кои што со години се менуваат и ротираат и кои што имаат воспоставено некаков систем на функционирање кој што за нив е познат, а за овие другиве не беше познат. Така што голем дел прегореа, голем дел се вклопија во тој систем. Која позитивна иницијатива која што произлезе од таму е шанса за центар. Јана Белчевска свати дека така не може да се бори против системот и реши да се бори инаку. И мислам дека тоа функционира, сега за сега ќе видим. При еден од протестите беше приведена, а доби неколку прекршочни пријави. Како заврши таа твоја лична судско-полициска драма? Никако си ги плаќам прекршочните, зашто мислам дека секој кој што добил прекршочна, треба да оди и да си ја плати, заради тоа што не сакам да бидам амнестирана
како луѓето кои што влегува во собрание на 27 април. Прво, нашите дела не се, како да кажам, не е тоа вагање, не е мерење чие дело е потешко и дали нашите дела исто тежат, туку сметам дека секој кој што добил казна треба соодветно да одговара. Јас не сум мислела дека не можам да добијам прекршочна за одењето на протестите. Напротив, сум знаела. Така што тоа не ми беше изненадување. И затоа сум спремна да си ги плаќам прекршочните. Имаше, ако добро се сеќавам, пошто тогаш по различни медиуми простори веста дека веројатно имаме и кривични, а тоа не знам. Тоа денес го немам дознаено и не знам дали имам. Зошто на партиите им е важен младинскиот културен центар? На партиите мислам дека од неколку причини им е важен младинскиот културен центар. Првите две се заради финансиски причини и идеолошки причини. Заради идеолошки причини сметам дека младинскиот културен центар секогаш во секое владење, барем во последните 20 години, бил место на развој на слободната мисла и на иницијативите кои подоцна придонесувале за поголеми општествени дејствувања. А финансискиот аспект, ова е единствената институција која работи без загуба од областа на културата. Која работи без загуба, која има континуирана програма, која што опфаќа повеќе сегменти од областа на културата. И мислам дека тоа се двете главни причини. Како ги толкувате повиците кон вас, како потписници на писмото за подршка на досегашниот ВД директор Русе Арсов, во ситуација кога сега новата градоначалничка на град Скопје ја назначува Јелена Жугич како член на управен одбор на Младинскиот културен центар? Прво сметам дека повиците за некаква реакција се на ниво на предшколска возраст. Кога имам потреба да реагирам. Кога имам потреба да се потпишам за одбрана на нешто, се потпишувам за одбрана на истото. Кога имам потреба да не се потпишам за одбрана на нешто, не се потпишувам. И тоа не го правам за да задоволам нечии повици. И никогаш не сум го правела за да задоволам нечии тук интерес, за да задоволам нечии апетити, за да задоволам некого. Воопшто. Така што го поддржувам Русе Арсов, го поддржував тогаш за да остане директор на МКЦ. Никогаш не ми беше побарано од негова страна да го поддржам. Уште сметав и тогаш и уште сметам, еви после неговата оставка, дека тој е човекот кој што знае што му е потребно на МКЦ. И тоа не зборувам само како програма. Програмата на МКЦ е резултат на сите вработени во МКЦ. Русе ги познава тие луѓе и знаеше како да го формира тимот што ќе го направи МКЦ ова што е денес. И затоа е мојата поддршка кон него. А по прашање на тоа што мислам за Јелена Жугич како член на управен одбор на Младинскиот културен центар, сметам дека во управниот одбор на институциите треба да бидат луѓе што ја познаваат материјата со која што се занимаваат институциите. Тоа што некој директорувал со институција од областа на културата, односно театар, не значи дека е запознаен со работата и потребите на Младинскиот културен центар, институција на културата која што ги опфаќа сите културни гранки. Тоа е еден од проблемот на системот кој што не е променет. Системот на партиски луѓе кои што мора да бидат напикани по управни одбори, без оглед на тоа дали ја познаваат природата на функционирање на институцијата или не ја познаваат. Односно, имам чувство дека се поставуваат членови на управни одбори за да го забават развојот на институциите. Српската актарка Милина Радуловиќ, која го обвини Мирослав Алексич за силување, покрена лавица на реакции од жените во целиот регион. И вие со вашата представа Глумици влегувате во така наречениот миту бран. Колку сексуалното вознемирување и дури па и насилство е честа појава во македонската културна сцена? Во повеќето представи на Артопија се занимаваме со злоупотребата на позиција на моќ, и во Да го позриш да ми го бациш, и во Експеримент, и во Кожурец,
и во последната представа Глумици. Во Кожурец баш се занимаваме со сексуалната злоупотреба, а од друга страна во Глумици се занимаваме со вознемирувањето во нашата професија, кое што не е секогаш намерно, некогаш и се подразбира. Некогаш се провлекува низ работа и некогаш се провлекува низ работа ми е. Некогаш и самите си бараме оправдувања за да го оправдаме действувањето на другиот. Инаку да, не можам да речам дека не е честа појава. Во различни облици се разбира. Од најбезопасни до најзаканувачки. Не можеме да кажуваме како треба да се зборува за тоа. Секоја жртва треба да го почувствува моментот во кој што ќе сака да каже или нема да сака да каже. Секој различно се справува со тој стрес. И мислам дека треба да го почитуваме тоа. Треба да ја почитуваме желбата и потребата на оној кој се нашол или на онаа која се нашла во позиција на жртва. Поетика на срамот е дел од проектите на Артопија, па следствено на тоа од што се срамиме како општество. Се срамиме од нештото од кој што не треба да се срамиме, не се срамиме од стварите од кои што треба да се срамиме. Не се срамиме да осудиме, не се срамиме да лажеме, да крадеме, да негуваме систем на вредности кои го навредуваат другиот, кои го злоупотребуваат другиот, а се срамиме од не знам, од физички изглед, се срамиме од сопствената економска состојба, срамиме од нешта кои во суштина не го дефинираат нашиот целосен идентитет. А не се срамиме од овие кои не прават полоши луѓе. Ви благодарам за разговорот. Фала ти тебе. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.